Бујар Османи ги пребројал претениците, па му фалеле уште 8 за да го обезбедат потребното двотретинско мнозинство за промена на уставот. Министерот за надворешни работи е сигурен дека 72 пратеници ќе го стиснат копчето за во собраниската сала. За гласовите на ВМРО ДПМН вели дека треба да ги добијат, бидејќи власта ги исполнила сите нивни барања, односно дуи ќе се повлекле од власт ако ВМРО ДПМН гласа за уставните измени. Број на пратеници некаде околу 8. Гаранциите се во преговарачката рамка. Преговарачката рамка која што ја имаат изгласано 27 земји членки. Во преговарачката рамка, во ниту едно поглавје, во ниту една одредница за отварање на било кој од 35 поглавја е договорот со Бугарија или протоколот со Бугарија. Во ниту едно од поглавјата. Секое излегување на Бујар Османи на јавна сцена е посмешно и поконтрадикторно од претходното, реагира ВМРО ДПМН. Еднаш велеа дека имаат мнозинство за уставни измени, а сега велат дека им фалеле само 8 пратеници. Вистината е, велат од опозицијата, дека и пратеници од владеачкото мнозинство се изјаснуваат против уставните измени. Пратеничката од ВМРО ДПМН Ели Панова за Алфа вели дека токму поради тоа што немаат 80 пратеници, точката за отворање на уставот воопшто нема да биде ставена за гласање. Јас верувам дека тие нема да ризикуваат и воопшто да стават на гласање, да го стават на гласање овој предлог, заради тоа што немаат 80 пратеници и тоа значи дека до наредните, односно до собирање за избори, едноставно ќе немаат можност да се изгласа овој предлог и така што ние ќе треба да идеме на избори, а можно е, еве, како што велите вие, и никогаш да не го стават повторно на гласање овој предлог пред оваа група на пратеници. Сега кај јавноста се поставува прашањето од каде Османи дојде до бројката од 72 пратеници. Власта располагаше со 65 пратеници, но пред Енес Ибрахим од партијата на турците да се изјасни дека нема да гласа за уставните измени, а Изет Меджити да повлече 3 пратенички места во новата партија. Власта ги брои тројцата пратеници на Алтернатива и 2 од Беса, но и Зендели повеќе не се брои, бидејќи албанскиот опозицијски блок постави услов, ако гласа за уставните измени, да се промени и терминот 20% од уставот. Опозицијските пратеници, вкупно 47 на број, веќе е повеќе од јасно дека поддршка нема да дадат.